На вчерашната седница на Советот на Општина Кавадарци едногласно беше донесена одлука со која им се продолжува работното време на угостителските објекти за дополнителни 2 часа. Продолжувањето ќе биде на сила само додека се одржува манифестацијата Тиквешки гроздобер, односно 9, 10 и 11 септември годинава. Советникот од Левица Круме Богевски побара разгледување на можноста и на трговските субјекти во општината да им се дозволи да работат во недела додека се одржува гроздоберот. Иницијативата беше поддржана и ќе се бара од надлежното министерство да се произнесе по ваквото барање. Градоначалникот Митко Јанчев во својата дискусија на седницата нагласи дека го поддржува таквиот предлог и смета дека законот за неделен работен ден е потребно владата да го повлече во овој период кога компаниите се соочуваат со енергетска криза и плаќаат енормно висока цена за струјата. Иницијативата во делот на поддршка само за Тиквешки гроздобер, јас целосно оправдувам како таква за работа на сите правни субјекти и трговски поединци, било кој во делот на недела како неработен ден. Меѓутоа, јас сакам да отворим една дискусија и да побараме, ако сте сложни, едно дополнување и едно барање до влада да воопшто недела како неработен ден владата тој закон си го повлече и го пониште, затоа што во ваква економска криза на енергиенци од струја од 800 евра, услови со нафтени деривати од 100 денара, а и очекувано да одат нагоре, да не ги ограничуваме ни луѓето дали да работат у недела, сабота или понеделник, пошто, еве видите, наша анализа е, во недела струјата е 300 евра по хупекс по час, во понеделник е 1000 евра. Така да може да работат и у недела, па нека му биде понеделник неработен ден. Односно, законот за работни односи беше многу јасен, 160 часа е месечно, еден ден неработен, така да не ги обврзуваме луѓето кој ден да не го работат, пошто се врзани и со енергенците и врзани со делот на електрична енергија. А ова за гроздоберот може да биде само како иницијатива за празник на градот и манифестација, меѓутоа и во целост тој закон мислам дека треба во ваква кризна состојба и енергетска криза да се повлече, пошто можат и индустријските капацитети, и производните капацитети, и пекарите да работат у недела, па да не работат у понеделник. Недела и сабота се многу поевтини енергиенците на светската берза и на хупекс по час електрична енергија се со 50% учество во делот на цената од работните денови кои што ги имаат понеделник до сабота.